требало, бидејќи стрипот спојува повеќе уметности. Значи тоа е исто еден специфичен израз преку цртеж, да се и преку тоа е сепак книга, цртана книга, еве да кажеме, но повторно како и преку сите други книги, како и преку сите други уметности се праќа одредена порака која што има не само значи има и визуелна представа, така да како што филмот е исто така компилација спои на повеќе уметности, и стрипот е спои на повеќе уметности, а самиот по себе има многу силна порака и да, би требало да биде веќе осмата уметност. Благодарам. Јас многу го сакам стрипот, но дали ќе имаме некои прашања? Извинете, на крај. Добро, да. Ви благодарам многу за иницијативата, ви благодарам почитувани драги гости, љубители на книгата, на пишаниот збор. Јас немам подготвено говор, бидејќи искрено да ви кажам, не знаев која книга да ја одберам. Бидејќи сметам дека книгите вас ве наоѓаат, барем тоа мене ми се случувало во животот, од најрана возраст, многу сакав да читам и се уште читам, но верувам дека книгата мене ме наоѓала, бидејќи во известни периоди во животов ми доаѓале книги, самите ми доаѓале книгите, кои што точно ги одговарале прашањето што во тој период од животот, дали било тоа во тинејџерски денови, дали било подосна, дали било во адолесцентни или понатаму, и со сите проблеми во животот, како се соочуваме, како го живееме, некако доаѓаа самите книги кои што ми ги дава одговорите на прашањата. Не знаев исто така кој дел од книгите да ги одберам, бидејќи исто така имам многу книги. Јас, како што ме представија, сум етномузиколог и можам да кажам дека сум многу среќна, бидејќи со етномузикологијата ги споив трите работи што најмногу ги сакам, а тоа е музиката, традицијата и читањето. Бидејќи за да бидете етномузиколог морате многу да читате исто така. И затоа многу се сакам и струката, и тоа е многу очигледно. Оттаму, значи сето тоа го рефлектира и мојот афинитет кон одредени жанрови од книги. Јас многу сакам битова литература, може би баш заради таа врзано со традицијата, со културата. Па битовата литература секогаш ми откривала нови светови, во некои други држави, во некои други земји, приказни кои што гледам дека се исти како и нашите. Се мислев дали да одберам цитатот "Добра земја" од Перл Бак, или пак од 100 години самотија од Маркез, или од нашиот Петре Андриевски, но повторно ми дојде на ум Мајсторот и Маргарита, бидејќи и тоа е една фантастична дебата, дискусија за животот, за постоењето, за откривањето на оние вечни прашања помеѓу љубовта и смртта, помеѓу доброто и лошото. Сето тоа ме натера и ви благодарам многу за оваа иницијатива, бидејќи јас една недела размислувам која книга да ја земам. И најпосле пред 2 дена кога почнав да ги барам книгите дома, сватив дека ги немам, бидејќи јас исто така имам една навика кога ќе прочитам убава книга што ќе ме допре и која што ќе ми остави впечаток подолго време, задолжително ја давам на некој друг, и така сватив дека јас ги немам книгите дома. Потоа сватив дека поголемиот дел од книгите сум ги читала на други јазици. Но и тоа не е пречка, бидејќи книгата ја доживувате внатрешно, без разлика на кој јазик ја прочитате. Зошто ја сакам книгата? Затоа што ми дозволува сама да создавам слика, ми дозволува, не ми дава готов производ, туку ми дава една широчина на слобода, на толкување, бидејќи секој човек е сам за себе, иако е дел од сите, но сам ги чувствува емоциите и сам ги пресликува тие емоции. Кога една книга ќе ве допре, а мене тоа ми се случувало многу често, во вистински момент, во вистинско време, па така, еве да пример, кога наполнив 40 години, одеднаш ми дојде книгата 40 правила на љубовта од Елиф Шефак, која што го обработува Руми, па одеднаш се заљубив и во Руми, и во неговата филозофија и поезија. Одамна го сакав Калил Гибран, да не изборам колку го почитувам и колку ја сакам поезијата на нашиот гениален поет Михаил Ренџов.
Но зборувајќи за стрипот и зборувајќи за мојот афинитет кон субкултурна и алтернативна музичка и литературна сцена, јас се одлучив за една книга која што го опишува абсурдот на човештвото, која што е произлезена од една радиодрама и преточена во книга, понатамо и во филм. Книгите стануваат филмови многу често и многу е тешко да се екранизира една книга вистински, да се долови тој момент. И затоа, почитувани колеги, ќе ве нарачам колеги, бидејќи сме по културата колеги, јас одбрав да прочитам дел од една антологиска современа литература. Тоа е од писателот Даглас Адамс и неговата многу позната книга Автостоперски водич низ галаксијата. Не е класична книга, тоа е еден интересен пример на како една радиодрама може да стане антологија, бидејќи е навистина позната, и можам да кажам дека ова е литература на абсурдот, бидејќи го критикува човештвото, ја критикува човековата ограничена мисла, но истовремено дава еден прекрасен одговор на прашањето за Вселената и се друго, галаксијата, Вселената и се друго, во кое што Земјата практично е тој најголем компјутер создаден во галаксијата, кој што треба да даде одговор на она вечно прашање кој сме, што сме, и да објасни се за потекло за галаксијата, за универзумот и за се останато. Ќе прочитам еден дел од ова издание македонско на Време. Ова е четвртата книга, во која што никогаш сметам дека книгата треба да биде, да ја сакам покрај битовата литература, ја сакам и многу научната фантастика. Многу ја сакам, значи таму исто има едни вака визионерски мисли кои што се даваат, и затоа ја одбрав оваа книга која што е дел од жанрот научна фантастика. Пролог. Далеку во неистражените заднини на една затантена област на западниот спирален крак на галаксијата се наоѓа едно мало, неугледно жолто сонце. Во неговата орбита, на растојание околу 97 милиони милји, се наоѓа една беззначајна сино-зелена планета, чии жители, кои настанале од мајмуни, се толку примитивни што уште ги сметаат дигиталните рачни часовници за страшно згодна идеја. Таа планета има, или да бидеме прецизни, имаше, еден проблем што може да се опише вака. Повеќето нејзини жители беа претежно несрекни. Како решение за тој проблем беа предлагани многу нешта, но сите беа главно поврзани со движењето на едни мали зелени парчиња хартија, а тоа е навистина чудно затоа што и тие мали зелени парчиња хартија и самите беа несрекни. Поради тоа проблемот обстојуваше. Луѓето претежно беа нерасположени, а многумина се чувствуваа бедно, дури и оние со дигиталните часовници. Се поголем стануваше бројот на оние што почнуваа да мислат дека сите направиле голема грешка уште кога слегле од дрвјата, а некој ги смета и дрвјата за лоша идеја и велеа дека воопшто не требало ни да го напуштат океанот. А потоа еден четврток, речиси 2000 години, откако приковаа извесен тип за дрво, поради тоа што рекол дека би било прекрасно кога луѓето за промена би почнале да се однесуваат љубезно кон другите луѓе, една девојка што седеше сама во едно кафуле во Рикмансворт, ненајдено свати во што грешеа цело време и најпосле го свати начинот на кој што светот би можел да се претвори во добро и срекно место. Овој пат се беше во ред. Работата беше сигурна и никој не мораше никого да заговува за дрво. Но, за жал, пред да стигне таа да му јави на некого по телефон за тоа, се случи ужасна, глупава катастрофа и така идејата беше загубена, се чинеше за секогаш. Ова е дел од водичот за автостопери низ галаксијата на Даглас Адамс. Јас го прочитав почетокот, бидејќи не знаев што да одберам. Но сакам вака да пратам една порака, бидејќи најчесто почетоците на книгите се тие кои што не вовлекуваат и кои што не навлекуваат на книгата, па ако е добар почетокот, јас лично знам да проголтам една книга во неколку часа, бидејќи не можам да престанам да ја читам. Последна таква книга, морам да кажам дека беше од Александар Русјаков и неговата книга
ми застана мозокот. Последната, Хотел меѓу две војни. Да, Хотел меѓу две војни, ви благодарам. Не секогаш книгата е добра, може да биде и недобра, но зависи вие како ќе ја разберете. Како мене ми помогна книгата и читањето книга за пратеничкиот мандат, можам да кажам, може да бидам искрен, дека препознавав ликови од книгите што сум ги читала и од филмовите што сум ги гледала како екранизација од книгите. Препознавав ликови, ги проценував, размислував како да реагирам, како тој лик реагираше, како оваа приказна заврши. Многу ми помогна во толкувањето и во интерпретацијата, исто така во одредени теми, на одредени говори, каде што научив од книгите дека секој збор тежи. Особено од говорница имаме ние една рестрикција, да кажам вака, еден непријатен момент дека секој збор се пренесува во јавноста. Читајќи книги и гледајќи колку еден збор може многу да каже, откривајќи нови зборови во книгите, исто така сватив дека и секој кажан збор од оваа или другата или било која говорница има голема тежина, исто како што зборот во книгата има голема тежина. Ви благодарам на времето, се надевам после ќе имаме дискусија.